na Otca i Sina i Svetijog Duha. Amin. Возлюбени во Христа Бога, браќа и сестри, ова е втората седмица од великиот пасхален пост и гледайте, после првата посветена на победата на светото православие над иконоборечката ерес, но и над секоја друга ново пројавена ерес или раскол во Светата Црква Христова. Денеска во ова втора недела Светата Црква Божја си спомнува на големото светило нејзино ненадминатиот теолог и философ на црквата, исклучителен подвижник и пастир на Светата Црква, Григорий Палама, архиепископот Солунски, чудотворец. Господ него ни го чува цел нетлен, нераспадлив. Во храмот нему посветен, во градот Солун, чиј архиепископ бил свети Григорий Палама. А пред тоа бил монах светогорски. На неколку места како монах се движел, почнувајќи од манастирот на Свети Јован Крстител и претеча близу градот Верија, во која што таа пештера до ден денешен се чува. Ако Господ ве однесе да го посетите тој град, неизоставно да ја посетите и пештерата на Свети Григорий Палама. Тогаш тој бил 20 годишен. 20 годишно момче. Во таа пештера, која што е крајно сурова, за нас немислено е пола сат да поминеме во неа, а не цели 4 години, може би и повеќе. Но во таа пештера Свети Григорий ја кажал најубавата молитва, најприфатливата молитва за сите нас. И таа е содржана во зборовите: Господи, Исусе Христе, Сине Божи, осветли ја мојава темнина. Прекрасна молитва. Немојте да ја заборавите. Нас ни треба светлината Божја, за со неа да ја осветлиме нашата светлина. Оние темни тунели од животот наш, низ кој што поминуваме секогаш оттугени од Бога и заборавајќи го Господа распнатиот и воскреснатиот заради нас. А пред тоа, Свети Григорий Палама не бил ниту солунјанин, ниту агиорит, туку Константинополец, дете на познати архонди, византиски аристократи. Татко му бил член на парламентот на Византиската империја, бил длабоко побожен и молитвен човек. Позната е анегдотата кога со парламентот председавал самиот император, имал потреба таткото на Свети Григорий Палама да даде некакво објаснување за темата за која што се расправал. Но тој бил паднат во длабока созерцателна молитва. И кога луѓето во негова близина се обиделе да го пробудат, баш да го извлечат од молитвата, за да одговори на прашањето на византискиот императорот
ги спречил, во тоа им кажал да го остава, да продолжи да се моли. Дај Боже и во нашите парламенти да имаме такви молитвеници, созерцатели на вистината Божја, оние кои што имаат дар со окото на духот да ги видат времињата што ни доаѓаат, но единствениот излез од сите безизлези во кој што се наоѓа. Свети Григорий Палама студирал на високиот, тогаш единствениот вистински универзитетски центар на планетава Земја, Магнаварум. Таму се стекнал со највисоко образование. Ама зарад дарбите што ги имал, императорот го припремал да ја превземе улогата на министер за надворешни работи. И гледајте, не само тој, не само татко му, не само мајка му, не брат му само и не сестра му само. Сите отидоа во манастир да му служат на Господа, да бидат министри на Христа Господа во овој свет, за да ги просветат сите народи и сите племина. Затоа, мили мои, Свети Палама е уште една анекдота врзана со Свети Григорий Палама. Лично византијски император учествувал на часот по философија на Универзитетот Магнавар. На тој час станало збор за философијата на Аристотел. За Аристотел зборувал Палама, Свети Григорий Палама, во присуство на својот наставник и на византискиот цар. Тој така длабоко и убедливо зборувал за философијата на Аристотел, а и во теологијата Свети Палама е повеќе Аристотеловец отколку Платоновец. А императорот станал и му кажал: Григорий, ова што ти го кажа за Аристотел, самиот Аристотел би ти се поклонил до земја. Таков задлабочен ум, сестрано образован. Си отишол во манастир и во манастир станал заштитник на светогорските исихасти, бранијќи ја нивната умносрдечна молитва, уште позната под името Исусова молитва. Тој ги напишал неговите познати 3 триади во одбрана на светогорските исихасти. Без тоа капитално теолошко дело е незамислива денешната теологија на црквата. Во тоа дело Свети Григорий Палама ја направил синтезата на богословската мисла од првиот век до него, а тој живеел во 14 век. И се она што како теологија се родило и се развивало за сите овие 14 века, тој го извршил рецепција на сите теолошко-философски плодови и ги довел во една совршена синтеза, имено до онаа синтеза до која што во наше време успеа да стигне големиот отец Георги Флоровски, човекот кој што ја создаде новата патристичка мисла или новата теолошка синтеза, како што поинаку се нарекува теологијата на отец Георги Флоровски. Гледајте, Свети Палама е големо светило, браќа и сестри. Тој ја брани силата на молитвата. За Исусовата молитва, за која што тој, за која што застанал, бранијќи ги светите исихасти агиорити,
Треба да се знае дека е навистина најкратката молитва во животот на Светата Црква, но најмокна. Неа ја доживуваме како фокусна точка во која што се собира севкупниот молитвен живот на Светата Црква Божја. Затоа со неа треба внимателно да се служиме, не без духовно раководство на опитен духовен отец, а таквите се мора да се признае ретки. Поради што Исусовата молитва е молитва без која што не смее да се остави, бидејќи таа може да се изведува под сите можни услови, под сите можни околности, на работно место, ако сте доктор, ако сте нуклеарен физичар, пилот, што годе да сте, кај да сте, на улица, во кабинет, во фабричка хала, во црква, во планина, Исусовата молитва е секогаш достапна и пристапна и можете да ја практикувате по мерата од вашите вистински потреби. Практикувањето на Исусовата молитва е врзано за употребата на бројаници. Бројаниците не се реквизит со кој што треба да мастаме во јавноста и да се палиме што носиме во рака, туку средство кое што ни помага да не ги броиме молитвите и бројки ги молитвите да ја изгубиме молитвеност. Една бројаница има 33 топчиња или 100 или 200 или 1000 или неколку илјади топчиња. И кога ќе направите еден круг, знаете дека сте се молеле со 33 молитви, со 50, со 100, 200 или 1000 молитви, без да ја изгубите во средоточеноста и силата на молитва. Кратката Исусова молитва си има своја интересна предисторија. Ако ми дозволите, јас накратко сам би ја кажа. Со молитвата на умот почна големите египетски отци, отците на египетската пустиња. Молитвата на умот ја практикувале египетските монаси кои што не биле египчани, туку грци, но не само по тело, туку и по образование. Луѓе кои што ја завршиле високата Атинска академија. Таков бил Ава Евагри од Понт, роден атинјанин, од благородничко семејство, а потоа уште во Атина ги запознал големите кападокиски отци Василий Велики и Григорий Богослов и им се придружил. На философски план ги следеле тогаш популарните философски правци врзани за философијата на Платона и Аристотел. За разлика од своите другари Василий Велики и Григорий Богослов, Ава Евагри одбил да прими високи свештени чинови и откако станал ѓакон, ракоположен од раката на свети Григорий Богослов, ја напуштил Кападокија и се населил во египетската пустиња во обид духовните постигнувања на египетските монаси да ги облече во тогата
на големите грчки философи. Со употреба на философскиот категоријален систем карактеристичен за грчката философија, тој ги изразувал големите тајни, раѓани и ковани во молитвениот живот на египетските монаси. И бидејќи се полагал на умот како грк и грчки воспитаник, тој ја фаворизира така наречената умна молитва. Во истиот тој век, 4. век, кога живе Ава Евагри Понтиски, во Египет живее и Ава Макари Велики. За разлика од Ава Евагри, Ава Макари бил прост, неук монах, неписмен човек. Но ја поминал школата на Светиот Дух и неговите учења за теологијата и за молитвата посебно биле прифаќани од најучените луѓе, како што бил, да речеме, Свети Атанаси Велики. И тие неговите кажувања за молитвата ги запишувале и ги подпишувале со неговото име, со името на Ава Макари. Наспроти доктрината на Ава Евагри за умната молитва, Ава Макари ја протежирал, ја фаворизирал доктрината за молитвата на срце. И тоа сега, кога би се обиделе сето тоа да го објасниме, би им требало многу време. Но тоа што треба да се знае е следно. За век подоцна, големиот подвижник, Диадох Фотикиски, извршил синтеза на умната молитва на Ава Евагри и молитвата на срцето на Ава Макари. Така настанала умно-срдечната молитва, која што помага да се воспостави целосна, комплетна рамнотежа во животот на човечката личност. Да се воспостави целосна, органска, длабинска соработка, синергија помеѓу умот и срцето. Сме или не сме стабилни во животот наш, зависи од тоа дали сме ја воспоставиле таа стабилност во релацијата помеѓу умот и срцето. Умно-срдечната молитва ни го возможува токму тоа постигнување, таа цврстина на духот. Свети Палама сето тоа го знаел и го бранел на начин нему својствен. Паламитите живееле и во нашиве предели. Нашиот манастир Калишта бил населен од монаси следбеници на Свети Григорий Палама и на Свети Григорий Синајски. И двајцата, независно еден од друг, се залагале за исти вредности во духовниот живот. И нашата православна цивилизација, која што е во основа исихастичка и како култура и начин на живење е токму исихастичко постигнување. И ја должиме на тие големи подвижници на Светата Црква Божја, кого што за свој татко го има денеса вениот Свети Григорий Палама. Свети Григорий Палама е татко на светите исихасти и може да се каже вистински татко на православната византиска цивилизација, со која што ние православните излегуваме пред лицето на светот како сосема оригинални во светот на творењето, но и како народи
и како луѓе кои што имаат пред себе светилник, за кој што зборуваше денешното свето Евангелие. Во денешното свето Евангелие пак чувме за верата што треба да ја има. Која е верата што треба да ја има? Тоа е верата на луѓето што четворицата луѓе што го носеа патениот, тешко болниот. Тие не можеа да стигнат до Христа пробивајќи си пат меѓу луѓето, зашто куќата во која што предстојуваше Христос беше преполна со народ. И гледајте тие што направија. Се искачија на кровот од куќата, го раскопаа кровот од куќата и болниот го спуштија пред нозете Христови, пред нозете на лекарот, на сите лекари. Зошто ни е потребна верата на денешните евангелски јунаци? Затоа што денеска живееме една тешка здравствена криза. Цел свет се соочува со опасното дејство на коронавирусот, за кој што во еден дел сите кажувања се навистина точни и не тераат или бараат од нас да бидеме максимално внимателни и предпазливи, а од друга страна за тој вирус се зборува прекумерно и со тенденција да се распростране страх меѓу луѓето. И гледајте, пак страдаме од губење на рамнотежа. Потребна ни е рамнотежата, за која што зборуваше денешното свето Евангелие и за што зборува и ни овозможува кратката Исусова молитва на свети Григорий Палама. Да и се вратиме на Светата Црква Божја со вера и со побожност. Човештвото и светот поминувале низ многу тешки здравствени кризи, епидемии од секакви можни видови. А Светата Црква Божја се молела по силата на светата молитва и по силата на лебот на животот и напитокот вечен што ни се дава од светиот пут. Затоа ние и под услови под кои што денеска живееме, нам е видена строгост и обзирност, бестрашно му приоѓаме на светиот Путин, зашто од него го примаме лекот над сите лекови и лекарот над сите лекари. Светиот Путин е причина за оздравување, а не причина за заболување или проширување на погубните епидемии со кои што во минатото, а и денеска се справува човекот. Господ да ни даде сила, да ни ја даде верата на евангелските јунаци од денешното евангелско четиво, да стоиме во најголема близина Христова, прегрнети од Него, но и Тој од нас, во синергија на умот и срцето наше. Амин. За многу години.